Сите земји членки на Европската унија, освен Бугарија, немаат проблем и го признаваат македонскиот јазик и идентитет. Тоа го покажи фактот што на комисиска расправа во Европскиот парламент помине извештајот за напредокот на Македонија, а амандмани на истиот имаа само бугарските европратеници, кои што сега бараат пред македонски да стои модерен. Министерот за евроинтеграција Орхан Муртазани изразува надеж дека ништо во текстот на извештајот нема да се промени и дека ќе биде изгласан исто како што помина во комисијата. Секако дека ние би сакале идентитетот да остане такав како што ние сметаме и го чувствуваме, меѓутоа да чекаме финална одлука. Поединечно, ако ги слушаме сите 26 други земји, сите го признаваат и македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Тоа не е спорно. Меѓутоа, со резолуцијата, нивната волја дополнително ќе се потврди. Затоа ние инсистираме да се разделат позициите на другите земји членки и Бугарија по однос на билатералното прашање. Самото тоа што извештајот помина на комисиска расправа во Европскиот парламент покажува дека се менува политичката волја кај членките на Унијата, кои полека почнуваат да се спротивставуваат на неоснованите бугарски условувања. Веројатно се доведе во ситуација да се направи поголемо неговото политичко значење од она што е неговото правно значење, но секако е сигнал на расположението кај дел од партиите да ја поддржат Бугарија или не. Амбасадорот на Полска, кој е председавач со Советот на Европската Унија, Мариуш Бримора, вели дека во Брисел постои расположение за проширување пред се со земјите од Западен Балкан, бидејќи тоа е важно за целата безбедносна состојба во Европа. Сега повеќе од кога било, добреидојденоста на нови членки е геостратешка инвестиција во мир, безбедност, стабилност и перспектива. Ова е особено точно во однос на Западниот Балкан и стратешката важност на овој регион. Западниот Балкан е критична геополитичка раскрсница помеѓу истокот и западот, и интеграцијата во ЕУ е суштинско значење за долгорочен мир и стабилност во Европа. Според академик Владо Камбовски, Македонија мора да работи на домашните задачи пред се во делот на владење на правото, но тоа не смее да бидат само козметички промени на хартија, како што било случај минатите години. Првиот исчекор што треба да создаде нова нормативна рамка, но таа мора да биде следена со други конкретни мерки и активности што ќе возможат оживотворување на таа нова рамка. А тоа значи дека целото тоа поглавје на владењето на правото нема да може да се сведе само на донесување на законите, односно нашата стара практика. Владата е децидна дека уставните измени во моментов не изгледаат реални, бидејќи не постои политички консензус со кој би се дошло до двотретинско мнозинство во собранието.